реализираме еден час од вежби со подоперации со цели и рационални. На учениците им се најавува дека наредните 2 часа ќе работат на проблемска задача за откривање на правилата на специфично модифицираната игра Пикадо, а потоа ќе се надпреваруваат во Пикадо. Им се поделува работен лист од каде се запознаваат за телевизискиот спектакл Игри без граници и на истиот лист е опишана модифицираната игра Пикадо. Мрежа е поделена на 4 дела. 1, 2, 3, 4 дела. Судиите ги соочуваат надпреварувачите, сите надпреварувачи, да го откријат всушност правилото. Задачата што судиите им ја дале на сите од надпреварувачите, ќе ви ја дадевам јас вас. Треба да ги советувате всушност репрезентативците каде треба да даѓаат за да добијат максимален број на поени. Това е ваша задача. Добро. Кој начин судиите ќе покажат? Ајде. Значи, одеме. Расти во паѓа и обоја. Бе и ден, не смеат бидејќи бе носи 15 поени, а ден носи Тука највише даваат поени. Тука највише се дава поени. Бидејќи 6-6. Значи, тука ги задобила 25 бода, затоа што тука е 5 и 5 и тоа ќе биде 5 по 5, тоа е 5. Во овој дел доаѓаат македонските репрезентативци какви поени ќе добиваат поени. А кога гаѓаат во овој дел, ќе им се одземаат поените. Ајде од втора група, зошто мислите дека ќе се одземаат поените во овој дел ако гаѓаат? Се негативни броеви, а другата се позитивни. Откако ќе се помножи и позитивниот, покрај тоа минус по плюс е еднакво на минус. Така и се одземаат поени, така? Во овој дел, што мислите? Во овој дел? Иван? Во тој дел поените ќе се зголемуваат, бидејќи има позитивен и негативен и негативен. Негативен и негативен кога ќе се помножат, избаѓа позитивен број. Така. А мислите, ако во класичен случај во Пикадото не е најголем број на поени се носи ако каѓаме во центар. Тука нема да бидат најголем број, ќе бидат 0. Нула кога ќе се помножи со било кој број? Е 0. Повторно е 0. Погодам тука. Што мислите? Колку поени ќе се? 0. Зошто 0 ќе се добија тука? 0 по 4. 0 по 4 е 0. Овој си го викаме ние прв квадрант, овај втор, овај трет, овај четврт. Значи треба да гаѓаат во кој квадрант? Откако го утврдија правилото, учениците во улога на судии пресметуваа поени за 3 серии, колку што се всушност групи. Првата серија за гаѓање на прва група, втората серија за втора група, третата серија за трета група. Требаш да ги собериме и да ги одземеме и колку поени има добиено. Кога се добива тука? Тука е 0. 4 по 0. Минус 5. 4. Да запаза 4, значи е 3 запаза 5. Тамо, добро. И колку ќе биде тоа? Тоа ќе биде минус 1 по 2, минус 2. Добро, запиши го. М4 минус 4,5. Добро. Го множам со минус 3,5 и ми испадна 15,75. Значи Македонија директно се пласира во финалето. Сега, судиите им дозволиле на учесниците да се пласира уште една од преостанатите екипи.
Затоа треба да играат уште една игра, вие ќе ги представувате представниците на тие држави. Оваа група сега ќе бидете представниците на Хрватска, вие ќе бидете представниците на Франција, вие ќе бидете представниците на Португалија. Вие ќе бидете сега вистински на преварвачи и ќе фрлате по истото правило како што на пикатната табла, да. Така. Дали е 3, дали имаме 3 цели? Така, 2 сапика, 3 пол, 4,2. Не, 4,3. 3. И со 4,5. Едно. Тоа наша победа! Собрав веќе за тук.